Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во училницата по географија. Денешната наставна единица ќе биде наменета за учениците од 9-то одделение. Да видиме за која наставна единица се работи. Денеска ќе работиме за климатско-вегетацијските области во Америка, поточно за разместеноста на растителниот и за животинскиот свет. Кои се цели на овој час? Целите на овој час се да ги препознаваме одликите на растителниот и животинскиот свет во Америка, да ги идентификуваме климатските услови кои овозможиле разновиден растителен и животински свет, да ги објаснуваме и поврзуваме одликите на растителниот и животинскиот свет со климатските појаси и да ги анализираме и оценуваме нивните влијанија врз животот на луѓето на одредени простори. Поимите што ќе ги користиме во текот на излагањето ќе бидат тундра, прерија, бизон, лос, којот, поларна мечка, поларна лисица, дабар, фока, морш, непроодни шуми, селваси, љаноси, кампоси, пампаси, лама, мравојат, папагали, јагуар, пума, чакал. Во продолжение ќе позборуваме за разместеноста на растителниот и животинскиот свет во Северна Америка. Развојот на растителниот свет во Северна Америка е тесно поврзан со климатските појаси и со различните климатски типови. Самиот растителен свет во Северна Америка се протега, од север кон југ. Во крајните студени поларни области е распространета областа на тундрата, која што представува растителна заедница која што е доста сиромашна, и тоа со некои ретки видови растенија, лишаи, мов, ретки треви, а на некои места може да се забележат и брези. На југ од тундрата, просторот од карпестите планини до Апалачките планини, поточно областа околу Канада, се простираат областите на иглолисните и на листопадните шуми. На југ од иглолисните и листопадните шуми, поточно просторот меѓу подножјето на карпестите планини и реката Мисисипи, се наоѓаат пространи рамнини обвиени со ниска трева, така наречени прерии. По масовното населување ученици, овие тревни области се разорени и се претворени во огромни обработливи површини. Тој дел денеска представува житница на континентот, каде што се застапени огромни површини на житни, индустријски, градинарски и фуражни култури. Во областите на Калифорнија и Мексиканскиот залив се јавуваат суптропски растителни видови, додека во Средна Америка, поточно на Антилските острови, се јавуваат тропски видови на културни растенија, и тоа кафе, какао, шеќерна трска, банани, тутун и така натаму. Карактеристичен дрвенаст представник во Северна Америка во областа на суптропските растителни видови, поточно во северниот дел на Калифорнија, е џиновската секвоја. Таа представува најголемиот жив организам на планетата Земја, чиј животен век е околу 4900 години, а расте просечно од 100 до 120 метри во височина. Незиниот пречник достигнува до 11 метри. Интересен податок, ученици, е што во времето на диносаурусите постоеле различни видови на секвоја, но со изумирањето на диносаурусите пред 65 милиони години обстоиле да живеат само две врсти на секвоја. Со распоредот на климатско-вегетацијските области и животинскиот свет, ученици во Северна Америка се одликува со различни видови. Од тревопасните животни карактеристични се бизонот, лосот, срната, дивата свиња и така натаму. Месојадните животни се представени со мечка, волк, којот, пума и така натаму. Во поларните области можат да се сретнат белата поларна мечка,
поларната лисица, поларниот зајак и така натаму. На северноамериканскиот континент се застапени и различни видови на птици и влечуги. Карактеристичен символ и национална птица за Соединетите Американски држави е белоглавиот орел. Водните животни исто така го сочинуваат фоките, моржовите, разни видови на риба, дабари и така натаму. Од самиот слайд можете да ги видите распространетоста на сите видови животни како и на белоглавиот орел. Во продолжение ќе видиме каков е распоредот на растителниот и животинскиот свет во Јужна Америка. Распоредот на растителниот свет во Јужна Америка е во тесна врска со климатските и хидрографските одлики на овој континент. Присуството на различните вегетацијски области се условени од климатските фактори. Во областа покрај екваторот се јавуваат високи температури и чести врнежи, кои што условиле развој на големи, густи и непроодни прашуми, наречени селваси. Застапени се во сливот на реката Амазон со површина од околу 5 милиони километри квадратни. Амазонската прашума е распоредена во катови, каде некои од растенијата што се среќаваат во овој простор, барајки светлина, достигнуваат височина и над 50 метри. А амазонската низина ученици уште се нарекува и бели дробови на планетата Земја, бидејќи голем процент од кислородот што го примаме ние, значи го користиме токму од амазонската прашума. На север од селвасите, поточно во сливот на реката Ориноко, се јавуваат високи тревни области наречени љаноси, додека на југ, поточно на бразилската висорамнина, имаме појава на високи тревни области наречени кампуси. Овие две тревни области се простираат, значи, до топлата и полусува низина Гранд Чако. На самата мапа можете да видите каде се наоѓа. Но просторот кој го зафаќаат љаносите и кампусите има разорено површини на кои што се одгледуваат кафе, какао, шеќерна трска и така натаму. Јужно, значи, од бразилската висорамнина и северниот дел на Гранд Чако се одликува со субтропски климатско-вегетацијски одлики, каде што владее топло лето и блага зима. Тука се одгледуваат мандарини, портокали, лимон, шеќерна трска, тутун, градинарски култури и така натаму. Во долниот тек на реката Парана се јавуваат пространи, ретки тревни области, така наречени пампаси. Дел од овие области ученици се разорени, на кои се одгледуваат житни и градинарски култури. Во крајните јужни делови, поточно во Патагонија, се простираат области со ниска трева. Патагонија представува и житница на континентот Јужна Америка. На самиот слайд ученици можете да видите како изгледа одблизу и амазонската прашума. Покрај растителниот, така и животинскиот свет е поврзан со распоредот на климатските и хидрографските одлики. На овој континент се среќаваат различни животински видови. Ламата и мравојадот се најкарактеристични за овој континент. Во Амазонија се среќаваат мајмуни, различни видови на птици, особено папагали, различни видови на влечуги, меѓу кои најголемата змија анаконда. Се среќаваат повеќе видови ученици од овие змии. Една од нив е зелената анаконда, чија најголема должина е 5,2 метри. Во областа на љаносите и кампосите се среќаваат тревопасни животни, лама, антилопа. Во шумите од така наречени ѕверови се среќаваат јужноамериканската мечка, пумата, јагуарот и чакалот.
Во областа на кампосите и пампасите се одгледуваат и голем број на домашни животни, како што се свињите, овците, говедата и така натаму. На самата мапа ученици, што е пред вас, можете да го видите распоредот на представниците од животинскиот свет на Јужна Америка, додека покарактеристичен вид е издвоена зелената анаконда. Во продолжение, имам задача за учениците да ги прочитаат речениците и да одговорат дали се точни или неточни. Под 1. Разместеноста и развојот на растителниот и животинскиот свет во Америка зависи од различните климатски појаси, типови и хидрографските одлики. Под 2. Областа на тундрата и прериите се растителни области во Јужна Америка. Под 3. Белоглавиот орел е национална птица и символ во Соединетите Американски држави. Под 4. Во просторот на амазонската прашума нема доволно врнежи и високи температури. И под 5. Во областа на кампосите и пампасите се одгледуваат голем број на домашни животни. Како дополнителна задача имаат видеа за анаконда и за џиновската секвоја. Доколку сакаат да го проверат нивното знаење, поточно да ги проверат речениците дали се точни или неточни, на следниот слајд можат да ги видат одговорите. Под 1 одговорот е точен, под 2 одговорот е неточен, под 3 точен, под 4 неточен и под 5 одговорот е точен. Драги ученици, се надевам дека го свртев вашето внимание барем за кратко со оваа видео презентација. Се надевам дека ќе се видиме во некое следно видео. Довидување.